Драги ученици, добар ден и добре дојдовте во видео лекцијата по природни науки Раст на коските. Овој видео запис е наменет за учениците од 4-то оделение, а јас сум Елена Крстевска, оделински наставник. Да видиме што ќе научиме денес. Денес ќе учиме што е скелет, потоа зашто служи скелетот, дали скелетот расте со растењето на човекот, што се коските и како растат коските. Да видиме најнапред што е скелет. Скелетот е цврста рамка составена од коски, односно скелетот ги опфаќа сите коски во нашето тело, а тоа е околу 15% од нашата вкупна маса. Најголемата коска е бутната коска на нозете со должина дури и до 50 cm. Најмалата коска се наоѓа во нашето уво и е долга 3 мм. Сега да видиме која е функцијата на скелетот. Функцијата на скелетот е да го држи телото исправено и да му даде форма. Значи, кога не би ги имале коските, би изгледале како некоја раскашавена смеса, омекната, така што функцијата на скелетот е да ни дава и една цврстина и потпора, со тоа би го држале телото исправено и ја имаме оваа форма. Идеме понатаму. Следната функција на скелетот е да ги штити внатрешните органи од повреди. Го гледаме градниот кош или ребрата, кои што се задолжени да ги штитат внатрешните органи, меѓу кои се срцето, бубрезите, црниот дроб, белите дробови и така натаму. Сега, кога зборуваме за следната функција на скелетот, се однесува на функцијата на черепот, кој што го заштитува мозокот, а знаеме дека мозокот е еден од најважните делови во нашето тело, но тој е многу мек и многу осетлив дел, и бидејќи е сместен во черепот, тој го штити него како некој шлем. Понатаму рбетниот мозок, тој пак е заштитен од рбетот. Значи, рбетот го заштитува рбетниот мозок на тој начин што рбетниот мозок поминува низ рбетот во овој дел, низ овие прстени на рбетот и на тој начин е заштитен. Идеме понатаму. Следната функција на скелетот е да му помогне на телото во движење. Сега скелетот ни го движи телото сам. Значи, на него се прицврстени мускулите и така заедно овозможуваат движење на телото. Да можат мускулите да ги движат коските, неопходно е коските меѓу себе да бидат и поврзани, а поврзани се со зглобови и доколку не би постоеле овие зглобови, би изгледале како роботи. Зглобовите се местата всушност каде што се спојуваат една и друга коска. Сега да видиме малце да позборуваме за коските. Да видиме што се коските. Коските се цврсти органи кои се дел од внатрешниот скелет на рбетниците. Ако погледнеме малку подлабоко во коските, ако направиме еден пресек на коската, ќе забележиме дека во внатрешниот дел коските се сунгерести и исполнети се со голем број мали отвори, низ кои што поминуваат крвните садови. Значи, тоа е овој дел тука, ги забележуваме малите отвори, еве ги крвните садови кои што поминуваат низ овие отвори. И тоа го сочинува сунгерестото коскено ткиво. Значи, тоа не потсетува на сунгер, затоа и го има добиено
овој назив сунгеристо коскено ткиво. Потоа следното ткиво е цврстото коскено ткиво, а тоа е овој дел тука. И на крај ова синото тука е рскавицата. Сега како еден од најважните делови на коската е коскената срж. И ако погледнеме малку подлабоко во коската, ќе ја забележиме оваа жолта маса која што ја представува коскената срж, каде што пак се создаваат крвните садови, односно крвните келии, кои ни ги овозможуваат останатите процеси во нашиот организам, како што се дишењето и многу други. Идеме понатаму. Да видиме сега како се групирани коските на скелетот. Коските на скелетот се групирани во 3 групи, и тоа во првата група на коски спаѓаат коските на главата или черепот, и тука можеме да забележиме дека деловите на черепот се обоени во различни бои. Потоа во втората група спаѓаат коските на трупот. Овдека во оваа група спаѓа крлицата, потоа рбетот, ребрата. Ова тука е градната коска, која што пак е споена со ребрата, со рскавица. Ова е сината линија тука која што ја гледате, тоа е рскавицата. И третата група на коски се коските на рацете и нозете. Ајде првин да ги видиме коските на рацете. Тоа е рамената коска, овој дел тука. Потоа имаме надлактицата, па подлакотната коска и лакотната коска, и долу се коските на дланката. Потоа коските на нозете, овој дел тука е бутната коска. Потоа под колената веќе се наоѓаат големата писка, па малата писка и коските на стапалата. Колку коски има на телото на бебето, а колку на телото на возрасен човек? Знаеме дека човечкиот скелет е составен од 206 коски. Овој број е променлив во зависност од поединецот и возраста. Додека пак е бебињата, односно новореденчињата, се раѓаат со околу 300 коски, од кои дел од нив подоцна се спојуваат и затоа се намалува бројот на коски кај возрастниот човек. Тука можеме на оваа слика да видиме оваа рскавична маса кај новороденчињата кога се раѓаат и како тие постепено растат и се спојуваат една со друга и се претвараат во поцврста, на крај во најцврста коскена маса. Идеме понатаму. Што мислите, дали растат коските? Луѓето како растат, тие ја менуваат и својата форма во тек на долг временски период низ годините, и коските на бебињата, како и целиот организам, растат многу брзо. Со текот на возраста и годините, овој процес на раст се успорува, се до моментот кога ќе запре, и тоа е за секој поединец различно, но го опфаќа периодот некаде од 18-та, 19-та година па до 25-та година од својот живот. И сега клетките учествуваат во градбата на коските и тие постојано се размножуваат, така што овозможуваат да растат коските, и многу од нив и секојдневно умираат, но се заменуваат со нови здрави клетки. Од сликите можеме да заклучиме и од сето она што го кажавме до сега, дека коските растат, но ќе повториме уште еднаш како растат коските. Значи, како што расте телото, така растат и коските. Кај бебето коските се мали. За време на раниот развиток на бебето, скелетната структура се состои од рскавица, како што кажавме,
и дека за време на детството рскавицата постепено се заменува со коска. Цврстината на коските го овозможуваат двата минерали, калциум и фосфор, и затоа многу е важно да се храниме здраво за постојано да се обновуваат залихите од овие минерали, посебно кај децата додека растат. Значи, како расте детето, така растат и неговите коски. И сега да повториме уште еднаш што учевме денес. Денес учевме дека скелетот е цврста рамка составена од коски. Потоа учевме за улогата на скелетот, дека таа е да го држи телото исправена и му дава форма, дека ги штити внатрешните органи од повреди, черепот го заштитува мозокот, потоа му помага на телото во движењето. Научивме дека коските се цврсти органи кои се дел од внатрешниот скелет на рбетниците. И на крај кажавме дека како расте детето, така растат и неговите коски. И сега едно заложение и за вас. Ќе имате за задача, доколку сакате се разбира, да ја измерите должината на коските на вашата рака и нога, а потоа да ја измерите, истото да го направите и на еден од вашите родители, односно доколку сакате, тоа може да го направите и со останатите членови од семејството. Сега ќе ги видите упатствата по кои што ќе ги направите мерењата. Најпрви измерите ја должината на надлактицата, почнувајќи од зглобот на рамото до зглобот на лактот. Потоа измерете ја должината на коската на подлактицата, почнувајќи од зглобот на лактот до зглобот на дланката. Измерете ја должината на бутната коска од карлицата до коленото. Измерете ја должината на подколеницата, почнувајќи од коленото до скочниот зглоб, односно зглобот на стапалото. И на крај можете сите овие мерења и податоци да ги внесете во една табела која што вие самите ќе си ја изработите. Ви благодарам.